Ете сме назад во студиото на Утринска на Тилмас и продолжуваме со сите оние теми кои што на самиот почеток ги напоменавме дека ќе ги имаме. Огромно задоволство е да кажам дека се радувам кога слушам убав македонски јазик. Се радувам кога се говори, кога се зборува како и да е на македонски јазик, бидејќи навистина нема поголемо богатство од тоа да си го негуваме и да си го чуваме нашиот мајчин јазик. Ние се трудиме сето тоа да биде онака како што треба, во најдобар ред, нормално. Меѓутоа, понекогаш сега, ако излезе нешто, многу нормално е. Апсолутно, да, меѓутоа сепак треба да го пренесеме на следните генерации. Со голема чест сакам да кажам дека ќе имаме во студиото Елена Јованова Груевска, директор на Институтот Крсте Мисирков, а ќе зборуваме за отворените денови на македонскиот јазик и за се она што не интересира, се разбира, ќе ја запрашаме туку. И мора да признаеме, многу ни е драго што секогаш ад-хок ги имаме пред да го започнат отворањето на некои настани така натаму, ќе биде во случајов и со денешното издание на македонските отворени македонски денови. Добро утро, Елена. Драго нешто за прв пат сте во Утринска на Тилма. Добро утро. И неколку часа ме фаќаме пред почетокот на. Да, и мене ми е особено драго. Да, денеска во 11 часот почнуваат отворените денови на Институтот за македонски јазик. И многу сум радосна што еве почнуваат со Телма, всушност. Одлично. А каде на друго место ако не на Телма? Супер. Чисто да ги избрефираме гледачите, имаме некои 15 минути. По повод значајни годишни, 90 години вели од смртта на Крсте Мисирков, јубилеј имаме 70 години од излегувањето на македонската граматика од Круме Кепески, потоа имаме повторно јубилеј, 40 години од смртта на Крум Тошев, првиот директор токму на институтот и 1100 години од смртта на Свети Климент Охридски. Навистина голем повод е денешниот датум. Да, знаете, всушност Институтот за македонски јазик треба во текот на оваа година некако да им се одолжи на овие големи луѓе, на овие големи македонци, слависти, доајени, да. И рековме оваа година да биде малку поинаку од вообичаено, да биде сето тоа заедно. Затоа што сите нив ги поврзува зборот. Апсолутно. И јазикот, и писмото. Така. И сите тие се всушност со една иста мисла. Со мисла за правилен развој и правилна употреба на македонскиот јазик, почнувајќи од описменувањето, нели, што почнало со Свети Климент Охридски. И затоа институтот реши, еве вака оваа година преку отворени денови кои што ќе траат цела недела, почнуваат денеска, завршуваат во петок на 4 ноември. Значи, секојдневно да се навраќаме, ги отворивме вратите за сите добронамерници, за сите пријатели, почитувачи на македонскиот јазик, да ни дојдат во институтот. Свеченото отворање, напомена и Марко, се случува денеска во 11 часот. Видов дека и ќе има настапи Васил Зафирчев, каде што ќе чита одредени цитати или можеби говор, не знам како ви е замислено да започне ова отворање. Знаете, значи денеска ние сме многу радосни од повеќе причини. Прво е чествувањето што го имаме, нели, кон овие јубилари. Потоа, тука не удостои нашиот ценет актер Васил Зафирчев, кој што ќе кажува делови од книгата за македонските работи од Крсте Мисирков и ќе не потсети на неговите пораки. Потоа, кои се бројни, мора да признаеме. Како не? Потоа денес, значи, ќе се поклониме за прв пат пред споменикот на Крсте Мисирков, завештание од академик Томе Серафимовски, кој што го реализира неговата ќерка Сонја Серафимовска. Значи, тој споменикот е донесен во саботата и неделата во институтот, поставен е и еве денес има прилика да го погледнат сите. Да, како не, да, денеска сите ќе го погледнат, а потоа е оној, да речеме на некој начин, работниот дел, а тоа е, значи, делот што го нарековме Ден на македонските лингвисти. И се однесува на овие четворица јубилари. Професорот Васил Дрвошанов ќе зборува за значењето на Крсте Мисирков. На нему својствен начин ќе го поврзе тоа со Блаже Конески потоа. Така. Затоа што и Блаже Конески оваа година би славел 95 години. Значи сепак има јубилеи толку многу. На некој начин, да. Потоа професорот Димитар Пандев, тој ќе зборува за значењето на Свети Климент Охридски.
Потоа професорот Трајко Стаматовски, нашиот вториот директор на Институтот за македонски јазик, ќе зборува за Крум Тошев, првиот директор на Институтот за македонски јазик, и колешката Лидија Тантуровска ќе зборува за значењето на македонската граматика од Круме Кепески. Така, значи, овој би бил оној работниот дел, а потоа очекувано, значи, доколку има интерес, можеме да продолжиме со дискусија и така. Одлично. Рековте дека ќе трае до петок. Првиот ден и самите кажавте дека е посветен на македонските лингвисти. Потоа во вториот ден има представување на најновите изданија на Институтот за македонски јазик, па доаѓа промоција на последната книга на доктор Олга Иванова. Станува збор за студии од ономастиката и диалектологијата, ако не се лажам, да. И потоа има двудневна научна конференција за Мисирков предизвик на нови научни достигнувања. Ова се претпоставам како оние вистински теми главни кои што ќе го одбележат впрочем и секој тековен ден. Значи, во текот на за утре е така планирано нашите пријатели да ги запознаеме нашите гости со изданијата на институтот од 2016 и 2015 година. Тие веќе сите имаат по една промоција доживеано, некој на сајмот на книгата, правописот беше конкретно промовиран во Универзитетската библиотека, некои се во Институтот за македонски јазик промовирани и така натаму. Меѓутоа, значи, решивме да направиме еден пресек, да покажеме, да се пофалиме со издавачката дејност на Институтот за македонски јазик, иако средствата не секогаш лесно ги добиваме. Конкретно, значи, колешката Елизабета Ралповска-Бандиловска својата книга самата си ја финансираше и оваа што ја спомнавме, последната книга на доктор Олга Иванова, значи, исто е роденденски подарок. Од неа за нас, на незиниот 77 роден ден, не, таа на својот 77 роден ден во март месец ни го подари сето издание. Таа сама си го финансираше и го подари на институтот. Како благодарност и како подарок. Го чувствуваше тоа како подарок, затоа што таа беше повеќе години директорка на Институтот за македонски јазик, 40 години има работено во Институтот за македонски јазик. Белек свој има оставено току на тие има оставено и ова е уште една книга нејзина која што излегува и таа сметаше дека преку институтот најмногу и најдобро ќе се запознае славистичкиот свет, затоа што ние имаме една практика на дистрибуирање на нашите изданија во светот. Одлично. Со Марко, пред да дојдете, некако си комуницираме на таа тема. И сакаме да ве прашаме. Колку реално македонскиот јазик, Илана, се говори во Македонија, односно колку вистинскиот македонски јазик се слуша, може да се слушне. Особено на места каде што навистина треба да се зборува. Дали се тоа медиумите, дали се тоа предавањата на професорите, особено во образованието, каде што да речеме наставниот кадар и така натаму. Некој ваш, па дури и пишаниот збор. Исто. Знаеме дека се случува да речеме нели во оние зелени луди млади денови, најчесто си имаме ние и свој вокабулар во текот на животот, меѓутоа каде што искачаме наместо да излегуваме и така натаму. Меѓутоа, колку вие мислите дека е во подом или пак се негува може македонскиот јазик кај нас? Значи, толку многу прашања и убави и недоста. Ајде да ги сумираме сега. Да. Избомбардиравме. Да. Македонскиот јазик има своја стандардна форма, значи литературна форма која што всушност се употребува над 70 години во Република Македонија. И за да дојдеме до ова ниво, до ова рамниште, значи дека сите овие 7 децении се внимавало и се вложувало во проучувањето и во негувањето на македонскиот јазик. Но никогаш не е доволно. Така? Ние не можеме да речеме, ова е добро. Ама, можеме да кажеме дека тоа ни дава една слобода на употреба на македонскиот јазик во секоја средина различно. Денеска сега овде во Телма телевизија, секако ќе се потрудиме тоа да звучи, да биде на еден стандарден јазик, култивиран начин, на еден убав македонски јазик, стандарден јазик. Меѓутоа,
младите повторно и се уште ќе се искачаат. Ако се во Скопје нема да излегуваат, ако се во Велес ќе испаѓаат. Ќе испаѓаат, така. Да. Тоа се оние диалекти кои што... Да, значи, потоа се уште секој дома ќе се изборува на својот диалект. Така е. Од каде што си доаѓа, од средината, диалектот што си го носи со раѓање од средината. Нели, на младите ќе им биде дозволена една јазична игра, една слобода употреба на оние жаргонски елементи. Што е легитимно да речеме во тие такви клубови. Тоа е нормално. Потоа ќе постои еден градски слој, еден градски елемент на зборови кој што се пренесува со генерации во оној разговор. А тоа дава дух на нашето централно подрачје. Воопшто на македонскиот јазик, значи, и на крајот можеме да го употребуваме, нели, запишување на научни текстови во новинарскиот стил, можеме новинарите да можат правилно да се изразат со оној политички вокабулар што го имаат. Тоа само кажува дека за 7 децении македонскиот јазик напредок има. Да, успеал да навлезе во сите сфери и да одговори на сите барања што едно современо живење ги бара, нели, од јазикот. Меѓутоа, значи, се уште не е на доволно ниво, не е на доволно рамниште користењето на македонскиот јазик во училиштата. Се уште не имаме образованието. Да. Ние се уште имаме наставници кои што зборуваат на својот мајчин говор пред учениците. Што не би требало да биде така. Не е треба да се внимава, знаете, треба да се внимава ситуационата. Употреба е многу битна и употребата на јазикот според темата. Ние не можеме да зборуваме за религија или еве сега за наука или за некои важни манифестации, а тоа да го кажуваме на некаков школски, жаргонски, така. Тоа не можеме да си го дозволиме. Нема да звучи сериозно. Апсолутно. Така. Ниту пак публиката може да не прифати на сериозен начин. Апсолутно. Тоа се случува. Например, јас секогаш сум верил дека, да речеме, не е само професорот по македонски јазик и литература кој што треба да го негува. Туку буквално сите наставници бидејќи се наставен кадар. Пред учениците е всушност јавен настап. И може наставникот поинаку да зборува на одмор со учениците, меѓутоа на час се знае дека темата што ја обработува мора да биде кажана на правилен стандарден како што е запишано во учебниците. Значи генерално вашиот заклучок е дека на вакви особено јавни обраќања дека може и подобро да се секако. Да се обрне малку повеќе внимание. И тука сега пак еден апел до медиумите, значи за малку повеќе поголема употреба на услугите од лекторите. Така поголемо ангажирање на лектори по телевизиите, нели, вестниците, преводите кои што се случуваат на одредени да бидат лекторирани, документарни и така натаму. И на крајот сепак, значи, би рекла дури и кај порталите веќе се забележува. Треба малку поголема дисциплина во однос на јазикот. Многу ми е драго што го споминавте. Знаете, зад камерите некако пред да започнеме да говориме токму за овој датум и настан, ве прашав, се случува една типична декаденција. Јас секогаш велам како новинар гледајќи ги македонските медиуми, декаденција велам бидејќи не се произведа доволно македонска продукција. Дали тоа е серија, документарни и така натаму. На моменти, тоа ви го кажав и на вас, како да се чувствувам дека сум на некое друго говорно јазично подрачје, бидејќи толку многу има продукција од српски и хрватски шоуа што независно дали имаме ние титул и превод. Сепак се употребува јазик кој што не е нашин мајчин, а многу често кај младите слушам дека ги потребуваат, да речеме, тие српски жаргони што ги слушав впрочем од тие шоуа. Затоа мислам дека ќе дадеме апел, меѓу другото малку повеќе да се фокусираме на македонска продукција. Ќе се сложите? Така е. Јас минатата година бев во Чикаго на една конференција и таму токму споменав за тоа дека имаме употреба, повторно враќање на србизмите во јазикот. Тоа што беше, да речеме, што беше пред 30-40 години многу по-изразено. Да речеме пред 25 години што нагло престана. Така. Со самостојувањето на Македонија. Знаете, ако е некој јазик на престиж, а во случајот тогаш српскиот кај нас беше јазик на престиж, се наметнуваше. Меѓутоа потоа се изгуби и вие сте генерации што не го знаевте
како Така, нашиве како вие, генерации така, што го така. знае. Меѓутоа сега со овие шоу емисии што ги пуштија во последните години, наеднаш младите пак почнаа да се навраќаат и да ги учат тие зборови. Така. Значи познавањето на секој јазик е богатство. Богатство е. Нели така? Секоја чест нема за тоа. муавет за тоа. Ние не се лутиме за тоа. Бариери не треба да бидат Не треба да има така, бариери и јазични секој бариери. јазик, вклучително и јазиците на нашите соседи овде, се многу битни, така и значајни за сите нас. Многу нормално. Еден човек вреди толку колку што јазици знае, колку што култури почитува. Така е, Ама да го треба да кажеме. знаеме кога да го употребуваме јазикот во која ситуација. И сега мене ме интересира, бидејќи нели сите ние како што напоминавте, еве учиме, зборуваме и Се други надградуваме, јазици. Убаво е да ги знаеме сите оние други јазици. Колку пак од друга страна на странците им е тежок нашиот јазик за учење. Спаѓа ли во онаа тешка група на јазици или сепак е лесно учлив? Да, еве на пример со Елена на самиот почеток споменавме, имам слушато неколку мина дека македонскиот јазик сепак е во една од потешките категории на изучување на јазик. Вистина или? Знаете како? Се е индивидуално и изговори секогаш може да Изговори има. може да има. Еве сега ќе ви кажам еден пример. Минатата година во декември, значи декември 2015, нам ни дојде во Институтот за македонски јазик колегата Луо Джун од Кина. И тој еве го е цела година тука до декември и го изучува македонскиот јазик. Вие не знаете, значи од кинеско јазично подрачје, Подрачје, што нели, е од едно таму од потешките. што воопшто не е на Допирно. никој да, не е Нема допирно никакво. со македонскиот јазик, како добро го совлада македонскиот јазик, како Браво. добро го Со учи. падежи, Јас се со воодушевувам на Немаме ние граматика, падежи, да. меѓутоа со Граматика, целиот така. глаголски и именски систем, така да, со граматика тој го учи правилно, стандардно, кај него нема жаргон да сретнете, Така? нели, да. Бидејќи ги учи Меѓутоа буквално, ја знае, така. да, ја знае дури ситуационата употреба, знае кога треба да се персира, кога Акцентска целост. Акцентски целости не сум забележала да Така. ни кажува. Мала шега. Да, ама ќе го заслушам деновиве Да видите, Баш може да би да видиме видиме. дали е може тоа би. така. Меѓутоа секоја чест. Тој од декември месец, тој рече се една година. И сметете дека сега на нашата научна конференција што Ќе има ќе се свој говор. случува, ќе има настап со реферат за кинеската традиционална медицина, термините од кинеската традиционална медицина во македонскиот јазик. Јазик. И Да, тоа ќе го интересно. кажува на македонски, ама му рековме дека може ако некаде забележи дека веќе има Потешкоти проблем, има, да може така. на англиски да продолжи. Меѓутоа неговата идеја е значи целото излагање да Па и желбата која што и има. желбата на македонски јазик. Браво, што Секоја да кажам, чест, секоја чест. освен навистина се радувам и на вакви луѓе и се надевам дека ќе продолжиме да го негуваме Јас се надевам македонскиот искрено, јазик. да. Илена, ви благодариме што бевте Многу дел ни од беше Утринска драго што натилна. имавме. Се Мене надевам дека посебно, овие да. 5 денови ќе поминат онака Да, убаво. само да го спомнам уште петиот Повелете. ден, Так. ден на македонската граматика. Значи тој ќе се случува во македонско село, ако конференцијата е претходно во Струмица 2 дена, нели? Тркализната маса, ако не се лажам. Да, и на крајот денеска ни да, и тркалезната маса, односно За македонската јазичната, граматика, да. работилница за македонската граматика, таму ќе бидат споменати сите граматики што од 18 век почнале да излегуваат, сите македонски граматики, од сите наши дејци, па потоа ќе биде спомената граматиката на Блаже Конески, граматиката на Круме Кепески, граматиката на Хорас Ланд и обидите за нова нормативна граматика. Значи, и на тој начин, всушност, ние завршуваме со наука. Со наука почнуваме, со наука завршуваме. Така и треба Кулминација. како што личи. И за Одлично. самиот крај, знам дека сме куси за времето, ми споминавте дека веќе сте во, да речеме, дефицит можеби од кадар во Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков. Претпоставам дека ќе имате потреба од нови членови. Знаете како, ние И се залагате, впрочем, за да се залагаме веќе години наназад. години наназад, 17 години немаме Оф, тоа е примено нови подмладок, научен подмладок. Од администрација, да, имаме административни А подновувања. веќе и неопходно е, Ама господине. неопходно е и еве го мојот апел, значи нам ни требаат најмалку 15 млади луѓе кои што ќе ги подготвиме да бидат да станат научници, Вистински лингвисти. репрезенти на институтот. Да, и да Донесат продолжат. свежина, ќе така, да донесат донесат нешто што- свежина, така, Така е. нови идеи и да продолжат служува. да се занимаваат со наука. Супер. Ви Одлично. посакувам навистина да поминете одлично овие 5 дена како што спомена Елена, па се гледаме Ви во следна благодарам прилика многу уште повторно, еднаш. можеби за некоја друга тема
Има кај вас доста работи кои што се како новитети, така што Со задоволство ќе гостуваме. Да, се надевам дека 2017 ќе биде навистина богата и за вас. Благодарам. Ви благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме понатаму, Да го одиме закружиме овој час. со кратка јога и потоа почнува и топ шопот.